Почитуван председавач, почитувана јавност, почитувани колеги, почитуван председател на Судскиот совет господин Здраев. Пред да започнам би сакал да истакнам дека извештајот кој што го имавте припремено за одуша друг собрански состав за 2019 година го ценам исклучително високо затоа што во него се запазени отприлика сите проблеми, сите параметри по кои што се гледаат дали и колку успешно судството. Тоа сте го направиле несебично и тоа е вредно за почит. Исто така ве поздравувам затоа што за разлика од пленарната седница кога предлагавте нов член на Уставен суд, господата Кацаска, не се обративте. Ова е вистинското нешто во кое што ние ќе дебатираме и треба да сватите дека ние сме пратеници. Народот во оваа држава гласа само за пратеници, градоначалници и председател на држава и едноставно преку граѓаните ние ги контролираме и останатите власти, односно ние сме непосредни представници на граѓаните одека во собранието. Во поглед на судството јас ќе дадам еден граѓански поглед на тоа како ги гледаат граѓаните работите во судството. И кога сме тука остат треба да се разбереме дека народот точно и конкретно не знае каде се разграничува судството со обвинителството, со правобранителството. Едноставно за обичен човек кој што не е правник, тоа е еден систем, еден правосуден систем кој што за жал во оваа држава не функционира и да бидам искрен не од сега, не функционира многу одамна, барем од кога јас следам политика. Едноставно не сум слушнал некој да каже добар збор или суперлативи за судството, а тоа го имате и на сите анкети изминативе 30 години од кога почнам тие исти да се прават, дека граѓаните немаат целосна доверба во судството и дека сметаат дека има двојни аршини, дека има двојна правда, дека луѓето кои што навистина заслужуваат да бидат во судовите, тие преку нивни добро платени адвокати или правни советници тоа не се таму, а оние кои што немаат да платат, кои што се наивни, кои што мислеле кога што мислеле, а тоа не се согласувало со законот, лично тие луѓе и се по судските клупи, тие луѓе си го однесуваат. И тука не мислам само на преметите од кривичната материја, тука мислам генерално за сите премети, бидејќи ние не само што имаме проблеми во кривичниот дел, имаме во секој дел проблеми, некои застаруваат, некои забавуваат, некои се неправилно осудени. Имаме во оваа држава еден премет е решен на еден начин од еден судија, на друг начин од друг судија и тоа едноставно ствара една недоверба, толку повеќе што и политиката е длабоко навлезена во судството, а и судството, да бидеме искрени, е длабоко навлезено во политиката во Република Македонија. Вие кажавте во вашиот говор дека ние сме овдека првиот бастион за независното судство и јас се согласувам дека тоа е така, но претпоставувам дека и вие ќе се согласите дека тоа е индивидуално од секој пратеник, зависи дали ќе даде или нема да даде поддршка. Некои работи не се целосно од нас, не зависат, господине Здравев, например, ниту еден пратеник, ниту во овој пратенички состав, ниту во претходниот пратенички состав не беше моќен да дозволи или да спречи да премиерот Заев биде начело на судските реформи. Едноставно имам чувство дека вие како судство не ја правите доволната дистинкција, се истрнете од тие дневно политички настани кои се случуваат во Македонија, а тоа политичарите во конкретниот случај актуелниот премиер многу умешно го користат врз база на работата на судовите, на обвинителството, на правобранителството се добиваат или се губат избори и јас ве охрабрувам да во идниот период вие сте човек кој што е возрастен, кој што има долгогодишно искуство во судството, нема што повеќе кариера согласно вашата возраст, дај Боже да сте повеќе време, да направите еден систем во кој што ќе се знае дека кога вие сте оставиле тоа и тоа вие сте го направиле, тоа му донело добро на народот. Овака со Заев на чело на судските реформи ние не можеме да имаме еден објективен систем, бидејќи ние одиме на избори, ние едни за други зборуваме едни работи, други се и се што да кажам вака народски да се изразам, но кога некој ќе каже јас сум судството, јас ќе го реформирам судството, никој судија, никој обвинител, никој председател на судски совет, ниту член на судски совет не му вика господине премиере, вие во судството немате ништо, да се седите ли денеска без број и да си ги гледате вашите предмети што ги имате во судот. Никој тоа не се одважил да го каже во судството и тоа е една од причините зашто перцепцијата на нас граѓаните е со недоверба гледаме кон судството. Кога
5 судии во еден ден ќе му кажат на премиерот: ти не си биран за судство, ти не си ни судија ни правник, ти си политичар, едно зборуваш, друго кажуваш, или едно зборуваш и тоа останува така, да си ја гледаш политиката. Политиката на политичарите, судството е на судиите. И се дека тоа ние не го сватиме, ние ќе имаме проблем. Ама како што кажав, треба вие од судскиот совет, од јавно обвинителскиот совет да реагирате после секоја изјава на политичар кој сака да приграби било шо од некоја судска одлука. Кога ќе го видиме тој дигнитет и кога ќе видиме тоа само почитување, верувајте дека и граѓаните ќе имаат повисока доверба во судството, бидејќи како што се вели, ако ние меѓу себе овдека самите не се почитуваме, не можеме да очекуваме да не почитуваат граѓаните. Така и судиите, ако меѓу себе сами не си држите и дозволувате било кој политичар да ви се меша и да дава изјави со кои што вашата работа ќе оди во негов прилог или против негов прилог, тоа важи за опозицијата, бидејќи тоа се минливи категории. Вие тука треба остро да реагирате и јас ве повикувам тоа да го правите во иднина. Знам дека порано не сум учествувал во политиката во период кога министерот за правда учествувал во работата на Советот, во правење на реформите. Според мене тоа е недозволиво. Дури сметам дека треба да размислите, како мој предлог е, да министерот за правда воопшто не учествува во било што. Тој нема право на глас, нема право на збор, нема право да одлучува, но едноставно мислам дека самото негово присуство таму е неприродно. Судот е за судење, а правда е за други работи. Тоа е политика. Министер за правда може да биде и со правосуден и без правосуден. Министер за правда може да биде и со виша правна школа. Министер за правда може да биде и без правен факултет. Политички гледано, бидејќи го бира собранието. Но истиот според мене нема потреба што воопшто да седи на тие седници, да слуша, да учествува, да не учествува формално, неформално. Инаку, господине, здраве в судство нема да имаме. 30 години никој не се одважуваме да пресечеме. Пресечеме на двете страни, како што ви кажав, и да трнеме политиката од судот, но да отрнеме и судот од политиката. Бидејќи преку судот, особено изминатиот период, се донесува многу клучни работи кои што определуваат иднината на оваа држава, преку судот и обвинителството. И тоа кој колку да го демантира, знаеме дека е така. Знаеме дека е така. Судиите, обвинителите бараат да се пуштат некои луѓе, па судиите ги пуштаат, па ги носи со марица до едно место, после марица ги става во мерцедес, ги носи во собрание да гласа, и тука се тие работи кои што народот го иритираат. И оваа моја дискусија сваѓате многу конструктивно и многу добронамерно, затоа што мојот политички став како пратеник во ова собрание е тоа дека во правосудството, во образованието, во здравството, во надворешната политика ние мора да имаме став овдека. Сите заедно. И тука нема мои ваши. Економските мерки или немерки се друга работа. Но овие работи кои што се столбот на општеството, ние мораме да имаме консензус, и ова што ви го зборувам јас, сватете како го мисли најголем дел од граѓаните, тоа го мислат и најголем дел од оние луѓе кои што ги поддржале овие сега да бидат на власт, но секој од лични политички причини не сме тоа јавно да го сугерира, бидејќи општеството ни е на дередже на какво што ни е дередже. Така да околу ова што го зборувавме, улогата на Заев многу ви наштети, препишувањето на определени работи дека се негова заслуга многу ви наштети на судството, зборувам за цел правосуден систем. Имавте многу непримерни изјави на јавни обвинители, не зборувам за господинот Јовески, туку за други околу него јавни обвинители кои што типично политички изјави давање беа на телевизија, апла политички изјави. Никој не реагира од судскиот систем, едноставно граѓаните викаат тоа е се поврзани меѓу себе и така тераат работите. Имаме многу случаи на докажано поврзување, тајно, кое што потоа станува јавно помеѓу обвинители и судии. Особено кога се политички случаи во прашање, тоа е најодговорно, ви го тврдам. Имате вие случаи каде што се фалсификуваат работи од страна на обвинителството, тоа го знае судот. Ако странката се пожали на првото рочиште пред да има доказна постапка, тогаш тие случаи се тргаат од табашна доказна постапка. И тоа можам да ви го докажам и со практични примери, скоро сега случаи. Така што прилика тие ни се рак раната. Мене ми е јасно дека нашиот ген, дека нашиот навика е таква, но кога се работи за судот
и строгите правила на судот, вие многу може да помогнете и во менување на менталитетот на нас како народ. Да се заборави тоа, ќе се јавам, ќе ми завршат работа ки судијата, ќе се јавам, ки обвинителот ќе ми заврши работа. Вие сте практично во услови кога политиката ја утна целата работа во општеството, кога народот нема доверба во политиката. И тоа е факт. Ние сме политичари. И јас го знам дека тоа е така. Не од мојата генерација, од претходните генерации е направено, низа генерации. Но кај судот, кај вас е малце подруго. Вие не сте на мандат од 4 години, вие имате целосни мандати, одлучувате согласно убедување, имате релативно добри примања за македонски услови и мислам дека вие многу можете како судство, како правосуден систем да помогнете да оваа држава застане на нозе, бидејќи сега сме длабоко во калта. Кажавте дека има 14 нови претседатели на судови сте ги избрале. Сакам да ве прашам, од тие што овој ваш формат на судскиот совет ги избравте, колку нив се ажурни, колку не се ажурни и како постапувате во врска со ажурноста. Одма да ви кажам, јас сум против тоа јас прво сум за да имаме ние за се мерливи инструменти. Значи да се знае точно, ако го направиш тоа и тоа, добиваш плюс плата. Ако не го направиш тоа и тоа, добиваш минус плата. Ако си медиокритет, ќе добиеш иста плата. Но, претпоставам дека имате објективни работи. Јас сакам да ве прашам колку од тие што се неажурни, како ги санкционирате? Дали правите можеби комисии кои што им ги испраќате во судовите да видат дали од објективни или субјективни причини преметиве не одат? Тоа исто сакам да ве прашам, ми е многу важно, мислам дека е многу битно. Зборуваме за буџетот. Јас, почитувани колеги, ако се сеќавате, ниста оваа комисија имавме намалување на судските такси, имавме драстично намалување на судските такси и исто до тоа го поздравив. Потоа прашав, еве прашувам и вас, господине Здравев, има еден случај во кој што во Скопска единица, ако вие сте обвинет и при тоа обвинителството вас полага со X докази кои што се на многу страници, и ако сакате да ги добиете тие докази, да ви ги спринтаат, да ви ги дадат, вие плакате 80 денари по страна. Тоа е многу пари. И јас тука зборував дека тоа не е во ред и дека тоа е практично грабеж на граѓаните од страна на државата. Тоа знам дека не е правда, знам дека вие не сте видови, но тоа судот сам си го направил, дали интерен акт е некој, дали е што е, дали врз на закон, го прашав и Маричик, не ми одговори. Ја ќе се заинтересирам, а потоа ми каже дека судот требало нешто да живее. Потоа, почитувани колеги, ако се сеќавате, предложив да, кога реков дека ако ги намалуваме судските такси драстично, тие пари кои што до сега се плаќале, тие пари оделе во судските буџети. И од тие пари претпоставувам судот трошел што му треба. Во услови кога ги намаливме судските такси, реков добро сега што ќе правиме, луѓето ќе немаат пари. Сите не критикуваат за судството, нас ни треба реално пари, вработувања, информатичка технологија, да судството да тргне. Мене, председателот на оваа комисија, не е тука почитуваната колешка, да сакам да спомнувам, ми кажа да не се секирам дека со буџетот 2021 година ќе имаме зголемен буџет во правосудството. Дојде буџетот за 2021 година, делот на правосудство беше намален. Беше намален. Судството има помалку пари од лани и од преклани. А сите не критикуваат дека немаме соодветно судство. И секој пратеник од мнозинството треба сериозно да се размисли зошто го поддржавме тој буџет, а сега лекаме и имаме наводно емпатија према господинот Здравев и судскиот совет, затоа што немале за вработување, немале за капитални инвестиции. Почитувани колеги, јас од опозиција викав да имаат зголемен буџет. Има видео снимки, 3 пати излегуве повека, дајте му на судство буџет. Дајте му на обвинителство буџет да вработат луѓе. Дајте да заличиме сериозна држава. Вие гласавте буџет, и во судот е намален буџетот, и во обвинителството за 20 милиони денари беа намалени средствата. И сега, вие се сочувствувате со тоа што немало правда во државата. Извинете, ама не сте повеќе во опозиција и редно е некој од мнозинството да превземе одговорност, бидејќи знаеме дека без пари нема успеси. Неслучајно се кажува, остави го што зборува премиерот,
Тој може да каже се, тој околу него има 100 луѓе што пишуваат убави зборови, убави реченици, секого ќе го убеди, само отвори го буџетот, види кај одат парите и ќе знаеш како ќе се однесува во текот на целата година. Епа, господине Здравев, да знаете, парите кои што треба да одат во битни работи, отидоа во јавната администрација, каде што за 20 милиони евра го зголемивме буџетот во ово собрание од страна на владата, плюс останаа уште 50-60 милиони евра со законот дека мора да си одиш во пензија кога ќе наполниш пропишаната старост, веќе нема продолжување во администрацијата, и тие 17.000 луѓе што ќе останат годинава што ќе одат во пензија, тоа се практично празни работни места, наместо за 30-40 милиони евра да намалевме буџет за администрација, ние за 20 милиони го зголемивме. Имаме гап од 100 милиони евра само за администрација и тоа е една од битните причини зашто вие немате кадар. Но јас како опозиција ќе се борам, независно кој е на власт, независно кој е председател на судскиот совет и независно дали се согласувам со нивните потези на судството, ќе се трудам да ова собрание му овозможи соодветна логистика на судскиот и на обвинителскиот совет и на народниот правобранител, на државниот правобранител да функционираат. Тоа е многу важно за државата и тоа е многу поважно од тоа дали ќе имаме у државата 30.000 партиски вработени, привремено вработени или ќе имаме ич. Тоа е разликата. Значи не се сака. Не се сака. Да констатираме оваа влада преку буџетот и тоа што ви го дава вам на судскиот совет, на обвинителскиот совет, и тамо е исто, немој да мислите дека само кај вас е. Секаде се крати, бидејќи не сакаме ние да правиме држава. Држава без судство не е држава. Понатаму, 140 судии ви фалат. Јас повторно ќе кажам, ве поттикнувам да го дигнете како судии гласот, бидејќи фалат луѓе во обвинителството. Го слушав и главниот јавен обвинител кој што исто така се жали дека нема кадар, дека нема пари за кадар, дека нема кој да му го плати кадар. Јас како Љупчо Пренџов, како пратеник во ова собрание, целосно ќе ве давам мојата поддршка да го дигнете гласот против овие кратења онаму каде што се најпотребни. Понатаму, она што се зборува во јавноста е тоа дека, и тоа е исто рак рана во судството, јавноста зборува дека, особено оние кои што ја следат таа правна фела, велат дека, а и тоа го покажува потоа со документи, е тоа дека определени судии во ова општество исклучиво се напредуваат кога е СДСМ на власт, а други судии во ова општество исклучиво се напредуваат кога е ВМРО-ДПМН на власт. И од тоа нема бегање, господине Здравев. Тоа нема бегање, тоа е една од работите кои што народот му прават една одбивност и анимозитет кон најбитната власт во државата, бидејќи ви кажав, ние сме сега со мандат, утре нема да имаме мандат, ама вие ќе останете како судии, зборувам, како фела и денес и утре и задутре, и да знаете дека тоа се зборува во јавноста и едноставно пред фактите и боговите молчат, кога ќе се распрашате, кога ќе видите дека вистина е тоа што се случува. Како судски совет имате една работа која што навистина не ви ја поддржувам и бев жестоко против тоа на пленарна седница, тоа е предлогот на Кацарска за уставен судија. И тогаш ви кажав и сега ќе ви повторам дека во македонското општество господјата Кацарска е јаболко на раздорот и дека колку повеќе ги има такви судии, повеќе ќе имаме дорева во судството, бидејќи длабоко политиката навлезе во тие случаи кои што она ги водеше. И мислам дека тоа не ви беше добар потек во време во кое што општеството ни е поделено, бидејќи само ќе ве потсетам да знаете дека единствен полош конфликт од меѓуетнички конфликт е интраетнички конфликт. И ние македонците имаме интраетнички конфликт помеѓу нас. И вие на тој конфликт ни ставате Кацарска уставен судија. Тоа како судски совет воопшто не ви беше паметно, бидејќи тоа е јавна функција и вие требаше да знаете дека најголем дел од доминантниот народ во Македонија едноставно има многу лошо мислење за господите. Јас не ја познавам, можеби е одличен судија, тоа не го спорам, но вие мораше да мислите
како судски совет, дека тоа едноставно ќе разбуди многу духови во македонското општество и дека тоа не е фер на луѓето да го гледаат, бидејќи многу семејства заглавија, ни криви, ни должни, вие тоа многу добро го знаете, и едноставно тоа се вика ставање на сол на раната, што навистина не е добро. Она кое што во делот во кој што зборувавте го апострофиравте е тоа дека имате околу 100.000 нерешени предмети. Како судови, така ве разбрав. Ама при тоа имаме 92% оценети суди многу добро. Супер се. И тие две работи некако не ми одат, претпоставувам дека имате образложение. Јас не разбирам, ама не ми е логично да во една држава со 1,5 милион луѓе кои што живееме реално овдека, да има 100.000 нерешени судски предмети. Така за Америка треба да има 6 милиона, 7 милиона, ако не и повеќе. И сега, ако Америка има 7-8 милиона нерешени предмети, а судиите се 92% супер, не знам, мене ми е малку тоа проблем, па ве молам ако може да ми го објасните. Најголемите забелешки на судството од странство започна почитуван судија во 2015 година со извештајот на Прибе. Вие го спомнавте извештајот на Прибе. И наместо едната номенклатура политичка во Македонија да уведи определени грешки од преходната политичка гарнитура, тие грешки како да и беше задачата да ги земе, да ги прошири, да ги надгради и само нив да ги работи. Значи тоа носење на закони за луѓе, тоа си продолжува. Така да кога зборувате околу судството и Прибе, видете ги забелешките на Прибе, видете го сегашниот судски систем, горе-доле, нема некои големи разлики, што се разбира, законите ги носиме ние, не ги носите вие, и тоа е. Не случајно сме 111 место по степенот на корупција. Одговорноста до толку е поголема на судиите, на вас како совет, е тоа што уште есента, кога се презентираше извештајот за напредокот на Македонија кон членството во Европската унија, комесарот Вархеј беше во собранието. Тука го презентираше извештајот и во него пишува дека не постои пора во македонското општество која што не е корумпирана. Пак ќе ви повторам. Не постои пора во македонското општество која што не е корумпирана. Ние од висока корупција во 4 години имаме 0 случаеви. И јас знам дека ќе ми кажете тоа е криво обвинителството. Ама затоа го започнав така и мојот говор, дека народот знае, суд му е суд. Тука си обвинители и правители, така ги гледа народ работите. Факт е дека ние немаме случај некој конкретно решен кај што се пари во прашање, господин Здраев. Ние имаме случаеви, ќе влијал за рейтингот, не знам што ќе му се случило, ако победил на избори, ба за тоа одговара. Пари се во прашање. Многу пари ги нема во државата. Многу пари не знаеме каде завршуваат. Многу луѓе имаат несразмерен имот во сонос тоа што го земале како плата. Тоа никој не го решаваме во општество. И тоа е реален проблем. И потоа јас не се чудам зошто власта го намалува буџетот за обвинителството, за да нема ресурси, за да може помалку да истражува. Бидејќи ако Европската комисија 2 години поред, тоа се за годината 2020 и за годината 2019, ви кажува дека не постои пора во македонското општество во кое што нема корупција, па мисли господина Здраев на актуелнава власт. 2019 и 2020 година ВМРО ДПМН нема ни селоначалник, не градоначалник на голема општина, моќна. Нема министер. Нема председател на држава, нема премиер, нема директори, нема агенции, нема ништо. Ама Европска комисија вика немате порака што не сте корумпирани. И кога се праша обичен човек, добро, кој одговараше сега до вие? Никој. Не гласам, више ќе си идем од државата. Тоа е за жал реалноста во Македонија. Реалноста во Македонија е тоа што, почитувани колеги, според Франс Прес, што правеле анкета во Европа, во Македонија живееле најнесреќни граѓани. И судството тука има многу голема улога во тоа. Значи, ги анкетирале во сите европски држави, Франс Прес, и констатирале дека во Македонија живеат најнесреќните граѓани во Европа. Тоа е пораз за нас, тоа е пораз за вас, тоа е пораз за сите во општеството. Затоа ви кажав и претходно, во Правда,
образование, здравство и надворешна политика, ние мораме да имаме консензус овдека. Кога мислам и на политика, мислам и на експертска јавност, мислам и на судска, се, мораме тука брзо да одат работите. Ама, работите кај нас не одат брзо. Не знам дали бевте вие председател на судскиот совет, кога Чичаковски стана исто во управниот суд. И тоа е типично политичка одлука. Во Македонија многу одлуки се политички во судството. Прво, Социјалдемократскиот сојуз го предлага Чичаковски за шеф на ДИК, за председател на ДИК, како нивни партиски кадар. Потоа, американскиот амбасадор отвара афера во која што си даваат сите оставка, па се мине некое време се заборават работите, истиот тој, дали вие го предлагате, не знам, станува управен судија. Кацарска станува уставен судија и потоа се прашуваме зошто немаме доверба во судскиот систем и потоа се прашуваме зошто според Економист Танзанија, Буркина Фасо, брегот на слоновата коска се пред нас, а ние сме со Монголија. Во интерес на времето, тука ќе завршам. Мислам дека треба да продолжиме вака да дискутираме конструктивно, да бидеме и самокритични, без никого да го навредиме, да ги истакнеме реалните проблеми на граѓаните, бидејќи ниту политиката може без граѓаните, ниту судството може без граѓаните, а граѓаните можат и со други политичари и со други судии. Сметам дека сме платени од народни пари да работиме во интерес на народот, да воспоставиме на доверба помеѓу властите во Македонија, еден принципиелен однос, да заврши подаништвото, да остане почита, секој секого треба да го почитува како власт, но никој на никого не треба и не смее да му биде поданик во власта. И јас како пратеник повторно ви кажувам, така ќе го завршам мојот говор, имате мојата поддршка на секој судија што јавно, јасно и гласно ќе се спротивстави на изјавите на било кој политичар во оваа држава, кој што судството го користи, промиврајќи се себе си како љубител на правдата, и при тоа секој политичар кога нема да знае кај му е местото и од властите и опозициите, кога вие ќе реагирате, ќе имате мојата поддршка и уште поголема почит. Благодарам.